Па, драги наши гледачи, лето е, надвор е прилично жешко, а јас одлучив еве вака на овој начин да се разладам во овие летни денови и да дојдам во кафе бар Фиори и да поразговарам со нашиот Том Џонс, односно со Ѓоко Ѓорчев, кој денеска ќе ни биде специјален гостин во емисијата Тренд Лайф. Следете на во продолжение и ќе видите што тој има да ни раскаже. И драги наши гледачи, како што ви најавив, се сместивме удобно во кафе бар Фиори овдека во Неготино и на наше огромно задоволство не пречека легендарниот Том Џонс, уствари легендарниот Ѓоко Ѓорчев, со кого се договараме веќе известно време да се снимаме, меѓутоа никако да се начекаме. Ѓоко, добро дојде во Тренд Лайф. Драго ми е што ќе те снимиме конечно, многу си зафатен бе човече. Прво фала ти на уводот во емисијата. Сакам да ги поздравам сите гледачи на КТВ. Се разбира тебе. Ние сме добри пријатели. Да ти кажам искрено, навистина доста време веќе се договараме за оваа емисија, но веруј ми, во последните година и половина толку сум зафатен, што ете најдов денеска слободно време, викам, ајде со Данчето да направиме оваа емисија на задоволство наше, се разбира и на гледачите. Точно така. Ајде за почеток да те запрашам, како и впрочем што сите ги прашувам во емисијата, како ти почнува еден ден, како почнува еден ден на еден уметник кој се занимава, речи си 30, ако не и 5 години, ете така, со музика. Види Данче, како секој човек, како што му започнува доле, нали, прво кога се будиме, викаме, фала Богу, добро, живи сме, викам. Пием обезно кафе едно, на Сабајле, турско кафе. И тоа е само едно, ништо повеќе. Пошто сега сум веќе јас во пензија, или до пред неколку години додека работев во Центарот за култура во Неготино, тоа беше одишao на работа. А сега сум дома, ќе станам, се разбира, после кафенцето, ќе појадам. Размислувам како би го минал денот. Негаш кога имам обврски со музиката, кога учам некоја нова песма или кога спремам нешто од музиката, тоа го работам. Значи, во последно време, пошто настапуваме доста низ Македонија, учиме доста нови песни и се тоа сам дома си го работам. Па со Сашо после знаеме да направиме некои проби во текот на денот. Гледам доста телевизија, јас сум голем филмоман, обожавам филмови. Па од моето детство до денеска таа љубов ми држи едноставно. Си погледувам по некој филм низ денот, одмарам. Во последно време, кога времето е пријатно за шетање, доста шетам, а зошто шетам, ќе ви кажам малку покасно. И тоа е со разлог. Значи, прво не бев многу по шетањето, значи по пешачењето. Сега нешто се рашета во последно време. Да, сега во последно време морам да шетам малку повеќе, али ќе кажам малку покасно. На вечер, знам понекогаш со супруга за да излезем малку заедно да прошетаме. Да си поседам тука во Фиори, скоро секој вечер доаѓам. Кога сум во Неготино, на какао, значи во поподневните часови највечер, кога идам тука, пијам какао, подобавезно, кафене. Ке си идам со другарите, со пријателите, ке поразговараме малку, дома и така. И така ти тече еден твој ден. Ајде да те врата малку на почетоците. Од кога, впрочем, осозна дека ќе бидеш пејач? Како дојде сето тоа? Која година беше тоа? Се сеќаваш ли првиот твој настап? Знаеш што, ако јас ќе ти кажам, тоа ти е Божја работа. Јас кога имам свој, така 10 години, живееме тука, тука куќата што е во центар, таа беше тука одма до поштата, а знаеш нашата куќа. Имавме еден хол голем, двоспратна куќа беше таа. И јас многу пати знаев да дојдам, а пошто имаше доста големо ехо фактички во холот. Така.
Малку поинаку се градија тогаш куќите него денеска. И знаев да си вземам да си пеам Lonely table just for one. И мајка моја кога ме слушна и вика, Ѓого, шо пееш ти тоа? Вика, мамо, ова е една песма на Хампердинг. Кој ти е, вика на мене? Тоа е еден англиски пеач, вика, многу. А јас уште мал, дете бев, 10 години, имав афинитет, љубов према музиката и што е најважно, ја не пратев многу пеачи во Македонија. Ја гледав пеачи Во страна. на радио ги слушав, тогаш немаше ка сега оваа техника модерна и се тоа фејсбук и ова. Тогаш си беше радио, си имаше телевизија и тоа знаеш, гледавме нели телевизија, радио телевизија Скопје, радио телевизија Загреб, Белград и така. И гледам многу пати имаше на телевизија концерти кои ги даваше најчесто телевизија Загреб, шоу на Енглберт Хампердинг или шоу на Том Джонс, или па на радио, слушавме Луксембург во тоа време, знам. И така и тие песми ги слушав, ми пева, знаеш, викам, леле, шува пева и човек и се тоа. Сакам да бидам како него. Да, јас ги, и си викам, леле, викам, ја дали некој што може да бидам пеач, викам јас. Знаеш, едноставно, тоа, значи, оште мал бев, дете бев, кога имав такво размислување, дали и како би било, кога би било след тоа. Значи, сол на едно дете. Како мине годините, ја пеев редовно. И сегаш мој дома ме посматра и татко ми, мајка ми, абе, во нашето дете си пее цело време песни, non-stop пее. Ама нема они, како да кажам, размислување да јас продолжам понатаму на некоја музичка школа или на факултет. Значи, која е со музиката поврза, него желам беше да завршам гимназија, па додам на економски, ќе ти знам направен или така натаки. И но музиката си остана, тоа е тоа, ме прати. И во Неготино, уште тогаш кога знам 50, не знам која година почна да се правим недобри 60 години, не знам кога е најдобри глас на општината. Тоа е манифестација, ти знаеш, си ја водела и ти многу пати. Да. Колку трае таа манифестација? Точно. Над 50 години. И 1970 година се пријавив. Пеев една песма на Мишо Ковач, Марија. Тоа, как се сетам, беше едно, сегаш го викам, едно невино време, едно честно време, едно убаво време. Полна салата, киносалата во Неготино. Имаше и забавен дел, и народен дел. И ја отпеав таа песна Победи, да ти кажам право. Тоа се сеќавам како вчера да беше, а тоа е фактички, ако сум јас сега 68 години, тоа било 70, колку години тоа ќе вратиме, 50 години тоа. Да, пред 50 Пред години. 50 години, 50 години. Тоа ти беше фактички првиот твој настап, Мојот во прв- живо, пред публика, мојот пред... прв настап во живо пред полна сала, се фрла капи, палтиња, жадин сакоа, лудница беше таа. Ама тоа беше тоа што го викам јас невино време, убаво време, честно време. И да ти кажам, многу локација, со некоја сета, со некоја возбуда, се враќам со некои емоции на тие времења. Тие стварно беа прекрасни времења. И што се случи по тоа? Знаеш што, после направивме една група во Неготино, група ФЕМ. Татко ми беше директор на фабрика за кабели во Неготино. Ни купи инструменти. И бевме група на фабриката. Да, и кога имаше, например, некоја свеченост во фабриката, ние свиревме и сето тоа, но инструментите сето тоа го искористивме и за настапи низ градот на разни манифестации и сето тоа. Едноставно, заживе во Неготино музиката, иако пред нас постоја и урагани, и кристали и сето тоа, сепак ние беме еден нов бенд со малци понова музика во тоа време и сето. Се сеќавам, пеевме на кафе Корза, постоеше, баш во самиот центар на Неготино. Постоеше на Корзото, од едната страна едни од другата страна се враќаат други. Тука ги запознавме нашите први љубови. Стоевме тамо, пеевме, па гледавме девојчињата, па они не гледаат нас, што ти знам. Па знаат да не се чекаат после настанот, после свирката.
ајке негде да се прошетам и така натаки. Значи едно стварно убаво време беше тоа. Јас со музиката аматерски се барев доста време, али професионално не. Сето беше тоа усклоп на една мои професионални активности. Иако ние во тоа време бевме една година пеевме во Бугарија, на море таму, Бургас, Аитос, едно местенце, стварно поминавме многу убаво. И сега се викам, бевме многу млади, аматери, а многу професионално работевме. Се вратиме назад, полека бендот се распадна. И јас отворив некоја си пицерија во Неготино, таму во мојата куќа, и почнав да ги викам мои колеги. Ми гостуваат, имаш и музика жива. И ти самата знаеш за тоа. Ми беше гостин Пепи Бавтировски, прекрасен човек. Еден од најубавите вокали што го имала Македонија, Мино Величковски, групата Биоритам, Вики Среброва. И така кога они доаѓа кај мене, слушна за мене, вика и ти пееш? Џоко Ѓорчев, Џоко, зборуват за тебе многу си пеел. Ја викам, ај сега, кажи каква пица да ви направам, аз оставих ти се тоа. Не, вика, мора да ни запееш нешто. Ајке ја вземам микрофонот и ќе го запеам. Нешто од тој репертуар, што го пееви со групата ФЕМ. И Пепи ми вика еден ден, вика, Ѓоле, слушај, вика, ти нас не зесаш, вика. Тука ние ти пееме тебе, ама ти ќе запееш, порано пееш и од нас, вика. Викам, Пепи, слушај, вика, ти си фолк пеач. Твојот глас, таа боја, таа убавина, плени едноставно. Значи, мене ми е чест голема што пееш ти кај мене. Јас не сум пеал професионално никош и не знам дали ќе пеам никош во животот, али многу ми е драго кога еден таков голем вокал како тебе ќе го каже тоа за мене. Тоа за мене беше стварно навистина голема работа. Во тоа време Нино Величковски му вика на Григор Копров. Копрове, во Неготино имаше едно дете, и сега више не е дете, 33 години е, ама вика пее фантастично. Да го повикаш и да чуеш што е вокал. И Копров, на ден добивам позив, ти ли си јасно? Дојде у Скопје кај мене, он беше директор на Holiday Inn. Одам во Holiday Inn и таму кај го во канцеларијата. Ајде, вика, дете да те чувам нешто, запеј нешто, ме вика мене. И јас му запеав само едно рефренче од некој светски евергин, од Том Джонс, не знам шо. Само што му запеав, значи, што викам ја, 2 реда. Стоп, вика шо вика. Слушај ти кажем нешто. Кажи ми Копов. Да заборавиш таа пицерија и тоа ресторанот, батали го ти тоа, вика, нека прават други пици, вика, од сега натаму ти ќе бидеш пеач. Јас ќе направам тебе големо име у Македонија. Чекај бе, Копро, викам, полека бе да си придојдам, викам. Не, од денеска ти си мој. Одма, после тоа, буквално, не помина некој 2-3 месеца, ме фрли у еден голем оџин. По неготински што викам јас. Значи, не оган оџин неготински, ме фрли, ме мавна. Каде ме прати на Будва да пеа. Копро, викам, кај ме правиш ти мене? Ја врска не ја врчи. Како бе? А на Будва кој ќе пеат? Недо Украден, Мики Евремовиќ, Владимир Савчич, Чоби Проарте, Индекси. Кај ме праќаш, викам, ти мене, викам. Ја таму што сакаш да ме срцка или да ме стрефе, викам, кај ме праќаш ти мене таму? Абе, оди пеј таму, вика. Покажи како се пее. И не додеве многу, ми вика, мене знаеш. Ја од тука, ајде, ми направи песна, заборави си га песната. И како јас го запознав Мики Евремовиќ и Чоби. На таа генерална проба, ја пеам песната, а Будва се одржува на площадот, на центарот на градот, ужива се. Иде кај мене Чоби, ми вика мене, Чоби беше мој идол. Ја и ден денеска на моите настани ги пеам се негови песни. Значи на иста сцена беше со твојот идол? Да. И Чоби вика, ели Македонас, ти то мене нешто имитираш, ми вика мене. Ја викам, не.
Викам, шо, викам, јас не те имитирам, него ја пеам слично како тебе. Како твојот, имам мојата боја. Ти мога да причаш, а ти мене да не ме имитираш? Чекај. И он вика, ма не, ја шалим се. Вика, не, нема проблема, лепо стварно певаш, вика, одличен глас имаш. И тамо, нели, помина тоа, по вечерта со Мики Евремовиќ, така се запознал со него, голема легенда. Што покасно со Мики заедно пеевме на Црвениот площад во Москва заедно, после доста време. И тоа беше мојата првото соочување во професионалните води со големи имиња од бившите ју просто. Да, ма некако од анонимус тотален одма си скокнал, значи да ти право кажам, на види, нешто. Значи не ме прати мене копро на некој македонски фестивал, него ме напрати на југословенски фестивал. Точно, да. И знаеш, кога се вратив назад, следна мој настап беше Макфест. 2004 година за еден ден молам. Да, и таа песна денеска се пее, значи... За еден ден молам стана голем македонски евергрин. Точно. Значи, таа песна беше прво наградена на тој фестивал, а од публиката таа песна ми е како некоја лична карта на Ѓоко Ѓорчев низ целиот мој живот. И потоа следеа многу хитови, многу фестивали, многу награди, така натаму, ќе одборувам и за тоа. А со тоа што таму освоив неколку награди на тој фестивал, една од моите омилени песни, еден евергин кој ти многу исто го сакаш, е Последниот танц со Кате. Да. Танева, песна на Сашо Ѓорџиев. Освоивме награда втора, мислам, од публиката беше на фестивалот. Која денеска е дефинитивно голем евергин, многу македонски пејачи во своите репертуари има таа песна и ми е многу драго сето тоа. Иначе никога настапуваме сега. Не пушта да се заминиме ако не мога да пееме за еден молам или Последен танц. Тоа ми беше и следното прашање, ајде малку ќе шетаме во минатото, во сегашноста. Ја отпеавте на Макфест, мислам дека со Кате таа песна. Да, на Макфест. Да. Ете така. 2007 година. Ете така, стана хит, сето тоа си тлееше музиката, значи таа музичка номера низ народот, значи со години, значи се негува таа баш песна. Да. И наеднаш последниве години повторно сте во состав со Кате. Како излезе таа соработка? Мака, значи јас пеев исклучиво на концерти. Имав своји солистички. Да, не беше застапен по локали. Во Универзална, во Македонска опера и балет. Точно. Значи низ градевите така, али ја никош да пее по ресторани. Така е. Тоа го немаше кај мене. И што се деси? На овие години сега. Нешто се распеавте по локали. Не, на овие години ми вика Сашо Пенелопа, ресторан Пенелопа, вика, ај бе Џоле, за нова година да пееш у мојот ресторан. Абе Сашо, викам, ја викам да ти кажам право, по ресторан не ми се пее, викам, не сум пеал, не сакам да пеам. Абе ај за мене, затор за мене, напред, чејфу напред. Ај, викам, ај. Ке си дојме со благородна, викам, тема ми вечер ти помине заедно, ке ти пеам. Ајде. И да ти кажам право, кога направивме таа вечер, толку беше таа добра вечер. Толку и песни отпеавме, Сашо ми свиреше и едноставно сватив што значи публиката, додирот во живо со публиката. Едно е концерт, едно е настап во хотел, во ресторан, во кафуле. Разбираш, сосем друг, како друг филинг, друго чувство е тоа. Еко, знаеш, јас сум близок до тебе, идам тебе ти пеам, па пееме заедно. Тоа е сосем нешто друго. И реков, најпрвен почнавме да пееме со Кате, Брезе од Соната. Имавме неколку настапи заедно, али пошто они преку лето имаат доста свирки по свадби и не можевме да пееме заедно. После многу години се слушаме со Катите. Катерина Танева. Што викам јас, моето Кате, што јас
Ете, сегаш може да кажем, она е дефинитивно еден од најголемите вокали на Македонија што ги имала. Опеавме прекрасни песни, Земја библиска, со Кате, Последен танц, Море Сокол пие сега, опеавме најново. Еве сега ќе снимаме и друга песна, Земјо мила, на Јана Коџабашија, исто на песна. Ќе обновиме пак наново. И гам, ќе работиме. Од тогаш, буквално, од нашата прва средба до ден денеска, ние сме секоја сабота во некој град во Македонија. Имаме толку, буквално, нашата агенда е исполнета веќе сегаш 2 месеца унапред е исполнета. Шијаме настапи, во Струмица, во Охрид, во Битола, во Прилеп, да не ги набројам многу градови из Македонија. И стекнав многу пријатни искуства и доживувања на сите тие настапи. Сегаш нашите сали се преполни, имаме големи аплаузи. Нашите настапи не се она класични ресторански настапи. Ние имаме, тоа се едни мали концерти. Ние сме толку професионални во таа работа, ние се даваме се од себе. Така сум во природа јас. Јас нешто што сакам, се давам со душата и срцето максимално према таа особа што ја сакам или према тие луѓе што ги сакам. Така сум по природа као човек. И затоа има, значи, успех, затоа ја обстојуваш толку време на естрадата, да речеме. Знаеш, кога ги пееме тие песни со голема емоција, со големо чувство, со голема љубов, знаеш, тоа се препознава. Но само луѓето знаат, го осеќаат таа љубов што ние му даваме преку нашиот вокал на нив. И не наградуваат со големи аплаузи, знаеме по некој пати тоа бидат, зашто направи овации, значи тоа е страшна работа. И тоа ни дава мотив. Ја викам, сегаш викам јас мотив. Кој е мојот мотив во живот? Песна таа и на мои 68 години ме одржава да ја можам да одам, да пеам, да настапувам. Ова се озбилни години. Ја имам мои другари, пријатели кои на 68 години се више, што викам, дедовци. Да, а ти се подмладуваш, одиш по свирки. Ја, значи, вака, види, значи, сето во животот зависи од... Да. Од тука, сето. Како ќе се сетираш? Значи, едноставно, кога имаш мотив, а мојот мотив животен е Том Џонс, ако може тој голем, најголем, што викам, царот, на 84 години да прави по 50 концерти годишно, зашто ја на 68 да не правам. Точно, во право си. Некако Тоа е тоа. И Том Џонс некако ти остана токму баш тоа, затоа што можеби ете започна како него да се облекуваш на некој начин со тие шапки. Тоа е некако впечатлив препознатлив аутфит за тебе, значи да носиш или шешир или капа, беше порано актуелен со црните очила, смокингот. Тоа е тоа што сакаше да бидеш како него или сакаше да изградиш свој имидж кој го немаше во државава? Види, да ти кажем нешто. Јас до ден денеска остана верен на таа шлагерска музика, на таа evergreen музика. Значи, неска да правам излети некои да си експериментираш. Сега ова, тоа. И лично, што ја би му кажал на моите колеги, кои би ја гледали оваа емисија, пејте го тоа што знаете ви го пејте. Значи, јас премногу сакам македонската народна музика, али македонската изворна музика. Јас отпеав Море Сокол пие, отпеав Јована Јованки. Јас ќе ја пееме сега и Земјо мила. Тоа се песни антологиски. Значи, јас сакам у мојата кариера да имам нешто македонско што сум отпеал. Тоа не значи дека јас сум фолк пеач. Не сум фолк пеач. Јас сум поп пеач. Но едноставно сето што е добро, што останало, што има вредности, сакам на некој начин и јас еден дел од мојата музикалност да претечам во песна и да го отпеам тоа. Да, и да остане во наследство. Јас со Кристина Пали ја пеев. Таа ми се јави, Џоко, ајде отпееме, јајте нешто, вика, од
класичната музика, викам, Кристине, кај бе, јас со класична музика. Да, и убав проект беше тоа, убаво излезе. Кај бе, Кристине, викам, Џоле, ти си еден баритон тенор, што ти се можеш да отпееш. И ја и Кристина отпеевме Фантом во операта. Еден прекрасен мюзикл на Андрю Лойд Вебер. Тој е најслушаниот мюзикл, најгледаниот мюзикл на Бродвеј. Значи, најгледаниот мюзикл на Бродвеј во Њу Йорк е Фантом операта. Ние отпеавме насловната тема од тој филм, од тој мюзикл, испадна фантастично. Да. Перфектно. После отпеавме и Бесаме Мучо, а отпеавме и Парла Пипјано од култниот филм Кум, кој испадна фантастично буквално. Значи, тоа што е добро, сакав да дадам нешто мое и во таа музика, и во класичната музика. Имам уште една неостварена желба. Сега не знам, тоа ми е голема желба веќе години и години да отпеам најубавата арија на сите времења, ама дали ќе можам да отпеам? У кој смисол? Тоа е Не сум дорма од големата опера на Пучини Турандот. Јас сум отпеал вака, сум си пробал дома, често пати си ја пеам. Вежбаш, значи? Се спремаш? Не е тоа едноставно. Знаеш, има тука една работа, Данче. Ако веќе одиш да пееш нешто, што е светски познато, што е нешто врвно, значи Не сум дорма, ја пееле вокали како Павароти, како Јонас Кауфман, како Василио Доминго, најголемите светски оперски тенори, а пееле таа арија, знаеш. Сегаш, како викам јас, големите евергрини, големите песни се меч Со две острици, така е. Или ќе биде многу добро, приближно до некое големо име, или ќе те потопе, ќе те снема. И затоа, ако соосетам дека тоа ќе биде приближно, значи пази, приближно до некои си стандарди такви, ја ќе отпеам. А ако гледам не, нема да ја пеам. Значи, ќе си ја имам за мене, ќе си ја пеам дома, ме сваѓаш, дури може да отпеам негде на некоја живосвирка, али да снимам студиски и сето тоа, не бив рекол у такви опасни води. Додека песните на Хамперник и Том Џонс што ги пеев и ги снимив се тоа, сепак стварно многу добро звучат, тоа сум го добил тие комплименти од големи имиња, не од Македонија, од други големи имиња од музичката сцена надвор од Македонија. Значи тоа сум го направил добро и ми е чеив ми е што сум ги отпел тие песни. И знаеш, кога ќе отпиш нешто добро, кога ќе се рече, во кај Том Џонс пееш оваа песна. Значи тоа ти кажува, добро си го направил. Близко си го направил. Нигош да биже, секош оригиналот си е оригинал. Така Тоа да си кажа. За тоа си е така. Тоа си е така. Ама, доволно е да се доближиш до оригиналот, ти си направил голема работа. Така е. Сега, не ми одговори во делот на стайлингот. Значи, секогаш карактеристично е носењето на шапка, било каква, па дури шишир. Ова што го носам на мене, тоа е дел од мојот имидж, кој јас и преку дента, па негош кога сум на некоја настап, некој официјален настап, али кој е од природа, како да кажам, порелаксиран настап. Знам да се испадам и со капче, и во телевизиска емисија, како вашата, да бидам и во Канал 5 и не знам, Сител, не знам каде, знам вака да си отидам. Но знам да си отидам со моето шеширче, имам дома неколку шеширчиња, Да, карактеристичен беше и во времето и кога беше и помлад со шеширот. На разни фестивали да излезам така свет тоа. Значи, али сепак сето тоа ми е, знаеш, со тоа што го исполнувам. Да има некоја си, како да кажам, да биде компактно со музичката номера која ќе настапиш. Браво. Значи мора да си има дрес код, нели? Баш така. Автентичен. Дефинитивно така. Инаку носев доста црни наочари, темни наочари.
Да, дори по некое време луѓето се прашуваат добро што е причината што Ѓоко носи црни очила да не... Ме питува на емисии, вика, абе, зашто бе ти, вика, носиш, вика, да имаш некој проблем, нешто, викам, не бе, викам, ја ги изгледам, геш убави очи имам, викам, тоа ми е, викам, имидж. Имидж, да. Ама имидж беше до одредено време, кога веќе почна очите да попуштат. Да. И ми требаше диоптер. И ја и сега разговарав, можам, значи да носам темни наочари, а да бидат со диоптер. Така. Можам. Да. Али најчесто настапувам со класични наочари, со диоптер и сето тоа. Тоа е тоа што сега веќе не ги носам. Иначе тоа беше дел од редовниот имидж на моите настапи. Да, препознатлив беше по тоа. Дали на тоа. фестивали, дали на емисии, дали кај да сум бил. Инаку, сега што облекувам повеќе спортски, фармерка ми е тоа као подобавезно, разни мајички така. Кога настапувам на настапи во одело, строго во одело, најчесто во црно одело, најчесто. Црната боја обожавам дефинитивно. Тоа ми била моја боја целиот живот, сум сакал. Брендови обожаваш? Сакав тоа да кажам. Да купуваш, трошиш пари на тоа? Не сум јас тип човек кој ги сака тие марки и брендови. Не, ништо не ми значат. Мене ми е битно вака. Битно ми е јас да имам тоа што го носам да ми стои добро. Дали ќе пише на нив Бос, дали ќе пише на нив Армани, верови, тотално не ми значи. Искрено. Никош не ми значи. Сум вишол многу мои колеги и од нашата естрада и колеги од селе буквално брендирани биле. Али катастрофално изгледале. Значи не е само да го носиш и тука гледам му стое на оделото Армани. Е добро де? И што? И што се? Кога не пееш добро? Ама гледај, значи ја не сум манекен, па да носам Армани и да го рекламирам Армани. Јас сум Ѓоко Ѓорчев, треба да отпеам, да ви отпеам песма, да ви дадам нешто што мене тоа Господ ми го дал, да ве расположам, да уживате во мојата музика. А тоа за тие брендови се тоа не го носат, тоа што ме работа. Така е. Автентично е тоа за тебе и карактеристично што од младоста па до ден денеска не си експериментирал многу со имиджот, значи секогаш си бил со брадичка, да речеме. Да, брадата носам секогаш. Да. Буквално само што излегов од војска. Ама не ми дава никако. Знае некој да не се избричам и ќе ме речете барите капетанот. Ѓени Ѓорчев, шта е ова брада? Шта не се обрио? Марш, брзо, каже се то. Да се средиш. Ја вика, па ниси бре ти, вика, негде на писти, вика, шта е, вика, да те нема, вика. Таму мојав тоа да бидам нешто на... А иначе, само што излеков од војска, одма, и до ден денеска, брат. И до ден денеска не си сменил имидж. Да. И така ќе останеш веројатно до... Додека дишам. Така. Добро. Што е тоа што најмногу те нервира како човек? Има ли нешто што те вади од кожа вака? Знаеш што ме нервира? Сега ќе ти кажам искрено. Ме нервират луѓето кои шират негативна енергија. Тоа ме нервира ненормално. Седам на маса со одредени луѓе и почнуваат. Тоа вака беше, тоа нака беше, тоа се деси, тоа се деси, тоа почнуваат разни разговори кои едноставно почнуваат, осеќаш како ми ја зимат енергијата, ме труват на некој начин со нивните разговори. Дојде бе, ние дојдовме да си направиме денеска разговор, да си направиме интервју, да си разговараме за убавите работи, да нашите гледачи му даеме еден животен осврт на Ѓоко Ѓорчев, како го минал животот, како настапува и сето тоа. Да ги слушат неговите песми, да уживат во сето тоа. Тоа е едноставно, значи секој кој ќе седе дома да гледа телевизија и ga гледа мојот настав кај вас и другите ваши гости, он биде пријатно да рече, и шубава емисија бев денеска, гледав со Ѓоле и со Данче, беше прекрасна емисија. Многу човекот многу убаво ми каже, тоа е тоа, позитивно, дајте му, во овие тешки времиња, во овие
времења кои се стресни, турбулентни времења. Дајте му луѓето нешто позитивно, нешто да се опуштат. Да се изрелаксираат. Јас кога пеам во рестораните песни, например, на Мишо Ковач. Ти си песма моје душе, ти си бол у срцу мој, немој да ти туге сруше, онај сјај у оку твој. Едноставно публиката, тоа го прима со таква емоција, идат кај мене, ме гушкаат, пеат со мене, ја пеам заедно со нив. Тоа дај му, најро тоа го сака. Значи, не да го трувам јас со некои мрачни, страшни работи. Да, и со секојдневните лични проблеми се останато. Значи, тоа е тоа што те нервира. И добро, што правиш во таква ситуација? Стануваш? Да. Дечки, ајде, чао. Ме викала благородна нешто имало, мора да си имам дома. Ги лавеш. Се вала, викам, викам, жената ме вика, морам хитно да си имам дома, викам јас. Викам, и така се спасуваш од ситуација. Да, и викам, Џоко, бришка, дим да те нема од тука. Не е ова за тебе. Не, дефинитивно. Од тука бегај. А што те прави среќен, кажи ми? Што најмногу ти исполнува, среќа ти придонесува? Види, среќен сум, прво ме прави среќен моите черка. Александра ме прави. Она е едно толку невино створење, толку добра душа. Што викам јас, човек што кога влегува во маркетот, а гледа кученце надвор стое, си чека пред маркетот, а она му купува обавезно храничка, дали е кученце или маченце, и му дава да го хране. И викам, тато, викам, ова не е наше, викам, не е тато, ова гладно е, ја морам да му давам да јаде. Значи, таква една племенита особа. Преку нејзиниот карактер, она има една племенита душа, и она ми е голема радост во живот. Значи, многу си ја сакам, и она си го сака тато многу. Ги сакам сите, како да кажам, позитивни луѓе, позитивни ликови, луѓето што ги сакат животните, луѓето што мислат добро на луѓето, луѓето кои сакат да подаруваат. Значи, секое подарување на некој нешто ми исполнува мене. Јас сум среќен дека сум го среќил тебе, дека сум го среќил камераман од него, дека сум му дал нешто и он ќе рече, леле, многу добар човек, многу убаво поминаме, фино се, знаеш, едноставно тоа ме прави среќен. Така сум човек ја. И ти не познаш многу години, се знаеме ети, многу, тоа сум ја. Да, сме војувале на многу фронтови, сме биле дел од екипата на многу и хуманитарни настани. Многу пати сум знаел, јас на колку хуманитарни сум пел, Господ знае. Тоа ме прави среќен кога пеше последен пат за Јани во концертот во спортската сала. Ти дали знаеш кој за мене беше таа една возбуда кога ја пеев за еден ден, мајката на детето дојде и со отворен телефон во живо, ја пеам и детето од дома, од кредитот пее песната со мене. Во болница така беше, значи, тоа ме прави среќа. Дека у тој момент дел од мојата душа, дел од мојата од мене, тоа се дел од мене, ја му го давам на некој. Точно да му биде така. подобро. Тоа ме прави среќа. Точно така, и дека секогаш треба да си подаваме рака едни на други и не треба да очекуваме благодарност. Јас секогаш му кажувам на луѓето, не ми се заблагодарувај, туку направи го ова што јас го направив на некој друг. Пренеси ја таа енергија. И кога сите така би размислувале, животот би бил малку подобро место за живење. А да ти кажам право, живееме многу луѓето што не се како што беа некогаш. Точно. Постои некоја си, како да кажам... Завист, љубомора. Да. Дефинитивно постои некоја завист, некоја љубомора. Да не го биде. Да не го биде. Да не успее. Ами иако ништо нема да добијат со тоа. Чекај. А зошто? Биди среќен ако знаеш дека твојот пријател е многу добар, квалитетен у нешто. Точно е тоа. Ти ќе кажеш, тој е мој пријател. Јас со него многу добро живеам. Не само тоа, него... Зборот ми е, се сменеа луѓето. Да, меѓутоа не сваќаат дека еве реално, ако се дружиш со 5 успешни луѓе, ти ќе бидеш успешен. Данче, а животот е толку краток. Така е. Краток. Како вика Ричард Гир, познатиот мегастар, што викам јас, и вика, животот е многу краток. Живете го, вика. 100%. Со полна пареа. Живите го, дајте едноставно, и негош правите работи како деца да сте, вика. Бидете дете, вика, и на своји 17 години.
Едноставно, живот е многу краток. Кога заврши животот, тоа е тоа. Крај, точка, зависта се затвара и тоа е. Да, и битно е што ќе оставиме позади себе, дали ќе оставиме, ќе не паметат како личност која дала нешто за возврат на општеството, на останатите, или умрела само како некој анонимус за кој никој не се сеќа во освен Знаеш, јас тоа многу пати, баш ова ти сега што кажа, многу пати сум го анализирал и сум размислувал, мене еден ден ке ме нема. Значи останат моите песми зад мене. Бранко Ѓорчев го нема, Ацо Ѓорчев го нема, но зад него останеа нивните големи улоги. Така е. Мојот татко го нема. Те поврзани едни Ама со зад други. мојот татко остана фабрика за каблови на Неготино. Зад мојот брат остана Зденка. Фабриката за каблови. Значи, некој што ќе направи во својот живот нешто, што остане, тоа е голема работа. Да, и убаво е да не памтат по убави работи, не по злобни работи, не по... Убаво е да не памтат буквално луѓето по убави работи. Да. И еден ден кога ќе се сетат од генерација на генерација, знаеме кој беше бабата, кој беше дедото, тој беше вака, така. Значи, едноставно си оставил белег дека воопшто си бил на овој свет. Тоа е убавината на животот, што треба секој еден да се труди, да остави добри работи позади себе, за да биде утре спомнат и да биде величен на некој начин. Не зборам сега во светски рамки, меѓутоа сепак кога ќе те спомнат убаво нешто и после 100 години од твојата смрт, значи си вредел. Да, Јас така гледам на Дефинитивно. работата. Во срцето на Тиквешијата, на 150 метри надморска височина, се наоѓаат плантажите на Агрокалем Тимјаник Неготино, со долгогодишно искуство и производство на квалитетен саден материјал. Домашно производство во сопствен расадник за сите видови овошни, вински и трпезни лозови садници. Производство на трпезно грозје и чување во сопствен ладилник. 075 263 435 070 432 005. Агрокалем Тимјаник Неготино. Ново од Изворска. Твојата омилена природна негазирана вода сега во амбалажа совршена за најмилите. Изворска јуниор. Најдоброто е секогаш од кожувчанка. Инел го носи ултрабрзиот оптички интернет до вашиот дом. Гарантирани брзини до 1000 мегабити во секунда. Ултрабрз оптички интернет. Само со Инел. Ново. Симналко кола и Симналко оринџ. Сега и во лименка. Твојата нова Симналко навика. Симналко од 1905. Бутик Аполо е вистинскиот избор за тебе, затоа што не е важно кој те соблекува, важно е кој те облекува. Бутик Аполо за сите оние кои знаат што е совршена гардероба, битола и прелеп.
stay till the end, even when I hide. Maybe something's holding me back, or maybe I just like it like that. Keep on hoping one day you'll understand when I'm not making sense. I got a jungle in my heart when it gets wild, when it gets dark, yeah, only you know. Шеик е вкусот кој ни требаше. Неодоливо вкусен какао крем, внимателно одбрани состојки, мекост и свежина. Тоа е круасанот Шеик. Побарајте го во маркетите. За поголеми количини на 075 926 702. Произведува Полет Фуд, Тремник, Неготинска. Шеик. Знам дека, еве спомна дека сега веќе си принуден да пешачиш, да се рашетуваш. Ја што викам се рашетал нешто џоко, иначе го немаше никаде. Се шалам. Значи имаше една случка за која веќе никој не знае и не знаеме што се случи, знаеме само дека доби еден вид инфаркт, мислам дека беше така. Да. Што се случи? Зошто се случи На таа 11 декември ситуација? минатата година, во раните утрински часови, у 6, како што спиев, страшна болка во грбот, раце, како да ги немам, се будам и викам на благородно, викам, не ми е добро. Мислам, дефинитивно не ми е добро, него тоа не би го сакал на никој, тоа е една страшен момент, не само што осеќаш голема болка, и психолошки страшен момент. Мислите дека тоа е тоа. Готово, крај со мене. Па мислите дека тоа е. И знаев прилика што е, иако уште не беше диагнозата, нели. Во тој момент благородно ме види, одмah дојде брза помош. Јованче, докторот Цветковски мишине, сега веќе мислам дека работи во Данска, мислам таму работи. Џоле вика брзо пии ги овие лекови, сите одма вика звакли ги, да ги здробиш, вика и одма ми ставија разни работи. Мене ЕКГ-то на мене класичен, вика акутен инфаркт на миокардот на срцето, вика нема однесе во Неготино во болница, право директно со брзна помош право за Скопје. И по патот, како одиме за Скопје, и знаеш, си размислувам, да тука ли беше? Мислам, тоа е тоа. Викам, да тука ли беше? Свесен беше дека Не, свесен ме цело време, викам. што може да се случи? Викам, дори ја мисля дека, знаеш што, може инфарктот да се понови уште еднаш. И најчесто тие вторици се фатални. Викам, да тука ли беше, викам да си. Викам, добро, тоа е. Како стигнувам у Скопје, право на кардиологија, одма ме носат во салата, ми прават коронографија на срцето. Доктор Оливер, професор Оливер Калпак, кога ме види, Том Джонс, што тука? Викам, докторе, На гости ако дојдов. сакаш да ти пеам уште и да му пеам на македонскиот народ, викам, Спасувај правиш што ќе ситуација. правиш. А ако не, остави ме тука, мани ме, настана, викам и чао. И викам, не те давам јас тебе, викам, и ме ставија таму, ставија сите чуда. Со таа сонда што е, тоа ми влегува во срцето, ми ставија стент и ми вика мене, ај сега, Да ми пееш. ми вика мене и додека ја лежам таму, да ми отпееш, вика My Way. И вика, тие двете сестри што беа со него, вика, докторе, човекот инфаркт. Човекот инфаркт има, а? Човекот вика, инфаркт, човекот вика, дека. Не. Додека не отпее My Way, вика, не го пуштам од тука. Викам, докторе, ама ти сега сакаш да ме доумриш ти мене, викам, јас сум вичен над ки тргнат, викам ја. Викам, не, ки ми пееш ме, лесно, сега не знам што е Што е финтата? финта сега.
И ја, тука, Си викаш пејки сака да умрам овој. ја викам, вла, викам, знаеш, вика, вие сака да изгасе вака и... Да, така. славно. Да, и ја. I did it my way. Носите го горе на интензивна, добра е. И од тука ме зимаме носа на интензивна. Тоа беше мојата најстрашна ноќ. Таму има, знаеш, пип, па гаса. Не може да заспиш. Шо, викам, тоа се луѓе со тешки инфаркти и знаеш како завршуваат многу од нив. Утре дента професор ме префрли на одделение, после следен ден ме пушти и ми каже: Ѓоле, слушай ми сега убаво. Да си пееш. Мака да си немаш. Прво го прашав дали може да пеам. Да си пееш, вика, и да нема да мислиш од таа страна. Друго вика, да си јадиш се. Само да не јадиш маргарин и јагнешко да не јадиш. Викам, тоа второто, тоа првото не ни го јадев. Ама второто ме погоди. И ја бе ностоп во мрзенци, викам, киџоле, викам, на јаворот, викам, таму имам 2-3, викам, трла извено. А он ми вика, мене, од тие трла, тие, викам, викам, не. И од тука, ми викам, јагнешко да заборавиш, али се да вика, да биде со усул, со, значи, сега да каже, Помалце да јадеш. значи, да, Ај каснуве, ама помалце значи, да си јагнешко. бидеш умерен, а се да си јадеш, и свинско, и се. И вика, а можам ја некоја джимеринка да кркам? Може, вика, ако си кркал 10, сега 3 ќе изјадиш, ми вика, а не 10, вика. Значи, така си прави мумаве, знаеш. И вика, и најважно, секоја ден да пешаши 4-5 километри. Леле, ме погоди, бе, докторе. Ја иште шефа, вика, мене тоа ми е најтешко. Нема тешко, вика. 4-5 километри има да си пешашиш и ора има да играеш. Не. Вика, да знаеш, ми одговара за ова. Значи, многу е битно твоето срце да е у функција, нон-стоп да е под некој напор, у смисол, значи, самиот мускул Да работи. Да. И кога пееш ти исто, не исто под напоре. Значи, има проток на крв и сето тоа. Болеста, значи, тој што е ожилекот од инфарктот, побрзо да зарасне и штетата што била да се санира колку толку. За среќа брзо дојде и не е многу голема штета направена. Значи, едноставно тоа можеш да го работиш. И си ги пиеш овие лекови секоја ден, вика, и ќе си ги живееш живот најнормално. И ќе си пешачиш. И ќе си пешачиш. Тоа малце ми е потешко. Благородна Салме е ставај пред мене, да те видам пред мене, ајде пред мене. Ама ноки поминаме 2,5 километра. Боре, оди бре. Вика, оди. Ама не може, вичи, сакам да ти седне малку. Нема седење, одење, кога ќе направиме 5, тогаш ќе седиш, што да го прави? Знаеш, она си е докторка и она си е медицинско лице, доктор и знае како треба со тебе. Сега со овие жестините се, малку одмарам, не одам, пошто стварно е опасно човек да пешачи. Да, ама можеш навечер. Али може помалку. Да, навечер знаем по 2-3 километра да пешачиме, додека не се смене времето, после пак си продолжувам таа 4-5 километра секој ден. И тоа е еден, како да кажам, еден момент од мојот живот. Бев на работ, меѓу овој свет и оној свет. Фала му на драгиот Бог, фала му на докторчето од Неготино, на професор Оливер Калпак, што ете, јас сум денеска со тебе тука, и со камераманот со кој видиме многу емисии снимано заедно. И ова сето го кажувам на нашите гледачи, на твоите гледачи, гледачите на КТВ, што ми се деси, вика, и со ова сакам да кажам, да знаат сите, мојата случка да имат како пример. Браво, пример. Сепак некои работи во животот да се ги променат во начинот на живење. Значи, ако вие изедете денеска една крнадла, па ќе живеете добро и ќе бидете здрави и прави. Ако изедете 3, па ќе живеете, ама веќе ќе почне да се толожи околу вашето срце нешто. Ако изедете пола јагне, верувај дека нема да бидете добро после одредено време. Значи, сакам да кажам, се умерено во својот живот, не само со храната, него во животот се умерено. Така е. Значи, без многу стресови, без многу нервози, еден понормален живот. Живот е краток, затоа треба најквалитетно, најдобро
да го преживееме. Никој не е умрел гладен. Значи во Македонија нема човек што умрел дека немал што да јаде. Нема таков. И ако тоа некој го рече, лаже, може да кажам, секој има во држава и да јаде, и да пие, и се, али се да си има, што викам јас, усул, да си има мерка. Да, не за џабе рекле. Во самиот живот мерка, во се, во сите сегменти на животот, не само за храна. Така е, не за џабе рекле, ние јадеме за да живееме, а не живееме за да јадеме. Има еден таков, што тоа го вика име, баш сега што кажа, он вика, ти како рече, ние живееме, ние јадеме за да живееме, Да. а не живееме за да јадеме. Има еден што живее за да јаде само. Тоа му е. Само не го кажувам кој е. Добро. Сега, освен пешачењето, значи не спортуваш ништо, секогаш си бил тука негде во таа, да Не сум речем, бил килажа, спортски тип, не сум бил. Па ме знаеш, отприлика сега Да, сум никогаш тука. не си бил ни многу, да речем, со поправена ситуација на килажа, никогаш не си бил ни екстремно слаб, секогаш си го држиш тоа ниво. Околу 100 кг, 1,88 сум висок. Да. И тука сум нега. Меѓутоа, 5 со кг оглед- варира тоа, плюс, минус Да. тука важно. Со оглед на годините, човече, не изгледаш за тие години, што правеше, ботокс ставаше, што правеше? Ајде кажи ја тајната на вечната младост, да речеме. нема кај нити ботокси, нити химикали разни, нити што ти знам такви работи, нема тоа ништо. Прво, прво една работа е, мислам дека голема работа кај секој човек играат гените. Има многу луѓе кои имаат и по 80 години изгледуваат многу младо, многу добро. Има луѓе кои се многу млади и изгледуваат доста стари. Значи, прво гените се многу важна работа и второ како го живее живот. Значи, тоа е, значи, сепак човекот кој работи на нивата, кој го грее сонцето по часови и часови, Изгледа повозрасно. изгледа и повозрасно, изгледа и... Значи, едноставно, многу сегменти, многу работи зависат како ќе изгледаш. И што е најважно, како што кажа пред некое време во интервјуто, се тоа тука е. Значи, ние сме тие што, ако ја видел дека сум ставил килажа голема, јас може да речем, не, Ѓоко, стоп, не може вака. Да. Нема, тоа ќе си јадиш, тоа ќе си јадиш, тоа ќе пешачиш и воа ќе го снема. Едноставно, значи, секој пази, тоа е само воја, голема воја и нема. Не може да каже нешто, јас сум дебел, тако сум. Да. Не. Ништо не јадам, ама види како сум. Не. Значи, едноставно, војата, желбата за нешто, да го постигнеш, тоа е најважната работа. Пак ќе кажам, не само во килажето, во се. Затоа, сепак мислам дека генетиката е една од најважните работи. Вака се осеќам најдобро, кај што сум сега, и целиот живот сум бил прика таа килажа. И тоа е тоа, нема нешто посебно. Така. Омилено јадење кое ти е? Освен јагнешко сега. Сега не смеам да го јадам. И сега му викам, знаеш што викам ја? Му викам, докторе, ја може ли година да јадаш убаво да се нямам јагнешко? Само еднаш, викам ја. Еднаш можеш, вика, добро да шо вика. Значи, јас сум јадал, 3 трла сум ги изедал до сега и боа си десило. Кога бев таму таа докторката што е да ме гледа некој, вика, вика, ти не си пушил никогаш. Викам, не сум пушил. Гледам и алкохол не си пил. Не сум пил, викам, никогаш. Ама многу си кркал, ми викам. Сум јас број. Викам, сум кркал. И кажувам ја што сум кркал. И он вика, воа ти од јагненства, вика. Они те поздравуват. Што си ги разбираш. Тоа ми е, тоа сакам да кажам. Се треба во животот, данче со инсаф, со памет во главата, се. Да. Добро, освен јагнешкото, што, например, сакаш што ти прави да јадам, сопругата? сега летно време, секој ден викам на благородно, викам, Ноки, Ноки си ја викам. Викам, Ноки, ајде ми направиш тачен пинзур со... И многу сакам да јадам белук. А ти кажам право и да му кажам на сите, може би мириса, ама вака, да знаете една работа.
белото лукче е најздравото нешто. Ставете го и во леча, ставете го и во пинџур, ставете го секаде на кај можете и во пиперки, како викам Да, пиперките со лукче, и сето тоа, и во месото ставете го, и се комплет, значи нешто најздраво е тоа. Обожавам да јадам бел лук, го обожавам, и кромичето го јадам нормално, али бел лук посебно го јадам во, си правам, например, навечер, си земам козјо кисело млеко, ќе си направам 2-3 чешненца луксички и сечам, си направам салатичка, крставичка и си направам тартор салатичка и си изјадам и си легнам. Значи, тоа е дефинитивно што многу го сакам. Сум бил сегаш любител на убаво ребренце, што и ден денеска, ако не две, ма една половинка ќе си изјадам. Значи, на добра риба, некој бранцин, некој лаврак, разбираш. Обожавам да јадам исто крапче. Дефинитивно рибите многу сакам да ги јадам, кои се многу здрави. Значи, немам некое, како да кажам, нешто посебно. Си јадам скоро се, али дефинитивно повеќе ги сакам јадењата кои не се многу со кашите, со лажица, што викам ја. Да, не кеш манџи, него сакаш печено, пржено, таква работа. Иако докторите кажуваат дека лажицата е многу поздрава него тоа сето што е другото. Да. Али пак ќе кажам, ако е умерено, се е окей. Тоа е тоа. Добро, а што знаеш да сготвиш, шеф, да ми кажеш? Знам. Имаше некоја емисија дојдоа од Канал 5, не знам кој беше, Канал 5 Да. беше или Ајден, беше на времето, па му готвев дома, му правев филе со хопла, така си е хопла. Тоа знаеш да го направиш, така? Да, да направам. Знам да направам пици, кај има пицерија. Да, тоа веќе знаеме за правев пици топ. топа. Топ. Знам да направам грасче многу убаво, после многу тавче. Знам да направам добро печење, дали телешко, дали свинско. Колку често готвиш дома? Како? Колку често готвиш дома? Еве, сега си послободен. Додека одеше благородна на работа, знаев да направам доста пати ручно. Значи знаев, че беше многи, Јас денес ја не готвам. ти кажувам што те чека ручно дома, кога дојав на местерно, на проведено, требам, браво бе Џоле. Сега она е дома и она се прави се тоа. Да, сега некако затаи у таа работа. Добар се. Важно сум мираклија да направам јадење, го сакам тоа, и забравив да кажам дека обожавам зимно време сарма да јадам. Сарно сакаш. Обожавам. Дефинитивно. Нема кој не ја сака сармата, ретки се сега тие. ми кажа, вика, пошто киселата зелка знае да окрене притискот, дека морам тоа да го Да го намалам. Ја не можам без неа, без сармата. Кај што вика Оливер вика, сега наместо 7 топки ќе изеди само 2. Али па ти касниш, и сармичка вика. Да, да не бидеш онака... Значи да го нема, че го има. Па она има киселата зелка содржи многу С витамини, од друга страна и добра е. Да. И сега знае благородна многу пати да сармата стави малци и у вода, да солто да поизлезе. И така, па да си јапнат па и 4 топки за. Да. Добро, финта да направи. Да. Добро, што помагаш најмногу по дома? Знаеш ли дома да ја Не помагаш? Не? Не. Зошто? Не, тоа се... Женска работа, Тоа е така? женска, они си го работат. Тоа знае черката да ја помага на Александра, мислам на Благородна. Значи, тоа не, таму не ме чепкају, таму не. Значи ти дома прав господин, значи ништо не работиш, Ја како тие агите, знаеш. Ага. Не, значи не помагам ништо, одма да кажам. И многу пати ќе ми рече Благородна, вика, баво ти е тебе, ја на работа, си дојдам, тамо со пациенти до 4 сата, дома имам, се си размал, се си растурил. Па и растураш поуште? Ба си направила те воа бербет нама од те, она, сега морам и тоа да го правам, па морам и ручно да ти правам, па да те... Викам, Ноки, чути и трај, песма на Ѓоко Ѓорчев. Правим јадење нешто и не додеве на го. Така ли викаш? Да. Не, значи, ако треба нешто да не нормално да крениме, што викам јас, да ја помогнам нешто, да пренесиме така нешто. Кој ми во пазарлак, например, торбите ги носам, викам, нема да дадам она да носи. Значи, тие работи тука нема джентлменство, нема дискусија. Али тие женските работи, она се ги тера, значи,
миење, перење, се тоа. Тоа си Усисавање, се. Не, како усисавање. Тоа си е нејзина работа. Тука нема што да правиме на таа тема. Тоа е тоа. Добро, тоа си е твој начин на живот, нели? А важно растураш по дом. Па знам да направам така, например, ќе ми рече многу пати, и што е си ја ставил лубеницата, тука си истекол, воа си го оставил тука. Си јадел тука, воа си го оставил. Но намо, у таа собата си гледаш телевизија, гледам си донесел нешто, па собери ги бе, остави ги таму у кујнета, однеси ги, бар малку помогни ми, викам. Добре бе, ноки бе, викам бе, деве, не ми го разпои, шугов ми беше денот денеска, не ми прави си ја така, молим. Од секогаш си вако? Па да, сега. Или сега периодов откако те фати инфарктот? Ви да ти кажа на работа. Од таа страна, управо е. Управо е. Управо е. Значи, многу пати, викам, управо си, викам, невеста. Шо ме караш? Шо ме караш, управо си, викам, си била на работа со пациенти, докторската работа, знаеме каква е. Сето тоа викам, ама да не ми се лутиш. Ме знаеш мене ти како сум, ја и тоа е тоа. И па се оправдуваш. И он вика, ајде, ништо, ја ќе го следам тоа, не се кида, ајде. Оди гледај си го филмче таму, ајде. Значи така ја купуваш да ти помага она сега, ти Ама да не за тоа помагаш. беше мај после си испадиме да отидеме го ресторан да си вечераме нешто да запрошетаме и така. Добро, не ја тераш вечера да прави. Знам и да оправам работа. Постојат и други некои твои, да речам, болни точки, а тоа е дека си голем фан на формула и дека дури може да се случи да влезеш и во конфликтна ситуација, доколку нешто не е како што треба. Да, и знаеш, Ептен, баш. Јас сум голем фан на F1, на Формула 1, а мој омилен возач е Луис Хамилтон. И нормално втор спорт што го обожаваме фудбалот, сега ни заврши Европско првенство, али формулата ми е, што знам, ја ги пратам сите и тренинзи, не само што ги пратам трките. Тренинг 1, тренинг 2, тренинг 3, квалификации, спринт, што ти знам, и трка. Так. И многу пати знам со пријатели мои, знам па дури па преку портали. Да се препукуваш со луѓе. Знам. Кога ми го напаѓа Луис Хамилтон, тоа како мене да ме напаѓа. Значи, за мене Луис Хамилтон е најдобриот водач на сите времиња. Кога би имал прилика да го сретнеш некогаш, да се запознаеш лично, би го направил ли тоа? Па ќе отпееме да песна заедно 100%. Работиш ли на тоа да го сретнеш? Кога би го сретнал Луис Хамилтон, би приличам Луис, првен би се поздравил со него, реком, ај сега да удеет да отпеем ја и ти нешто, што сигурно ти го знаеш, што Том Джонс, заеднички да отпееме така еде и да му го подариме на твоите обожаватели и на моите обожаватели. Значи, Луис Хамилтон е прекрасен човек, титула сер, значи, 7-кратен светски првак, човек што има најмногу победи, е вашиот камерман многу го знае добро, пошто она обожава формулата. Човек што има најмногу пол позиции, најмногу освоил награди, значи мината недела освои голема награда исто на Силверстоун во Англија, прв победи, иако е во последните години во еден вечен конфликт со Макс Верстапен, актуелниот светски првак, трократен, значи многу пати се карам, се расправам, буквално. Макс е најдобар што ти знам во она. Значи, Макс е стварно врвен возач. Јас сегаш викам, добрите, квалитетните, се квалитетни. Тука не можеш ти, не можам јас ако не го сакам Макс да кажам не чини. Он е врвен, он е голем возач. Еден од најголемите, ама, тоа е едно арогантно дете, едно посебно дете, што не сака да губи. И кога има проблем, знае да го чукне некој, да го изфрли од пистата, за он да си го заврши своите. Така мислам на еден нечестен начин и музеја и титулата на осмата на Луис Хамилтон, го знае тоа камерманот убаво, како на последната трка Хамилтон беше готово, тоа беше завршена приказка. Направија една уйдурма F1, сите пред заедно, за титула да добие првата Макс. И Верстапен ја доби. Значи тоа многу ми смета тие работи.
Кога Значи- би имал прилика да се возиш во формула, Ау, како Да би сакал. возиш Ау, формула. ама би сакал, ти кажам. би сакал? Зами сега да ме каже да си Джоле, имаш можност да те качме, вика, во формулата во Мерседес, на кишова воза Хамилтон. И да се извозиш. Това би било доживување на мојот живот. Така. Јас се надевам. Исто како би ми рекла сега Джоле, на стејџот горе те чека Том Джонс, заедно да пеете Зелената трема домот мој. Green Grass, My Home. Или, например, да отпеете Yesterday на Битлси, ама јас кога пеам во фазона Том Джонс и да отпееме заедно. А што знам, може и ќе се деси тоа. Па никогаш не се знае. Знаеш како треба таа желба да тлее и да работиме Кога би за дошол во остварување. Македонија, би сигурно ќе отпееме заедно. Така. Ако би направил концерт Том Джонс во Борис Трајковски, кога би дошол во Македонија, ја ти гарантирам дека и ние он ќе пееме на стејџот Yesterday. Дај Боже да се случи Да. и Дај Боже тоа. да биде жив и здрав, да сум јас жив и здрав, ја верувам дека тоа ќе се деси. Така, правеше доста концерти, јубилејни, имаше доста пријатели кои ти помогнаа, сегде си настапувал по светот, не само во Македонија и надвор, преđe си секаде, меѓутоа сепак во Неготино ти останаа најверните поддржувачи кои ти помагаа во Види, реализација јас на концертите. низ мојата кариера пеев буквално сега. Кај фаниш од Америка преку Украина, Белорусија, Русија, Бугарија, Србија, Црна Гора, што ти знам, секаде. Стекнав многу пријатели, низ сето тоа. Пријатели стегнав во Македонија големи, на мои настапи знам луѓе кои ме сакат, ме обожаваат, доаѓаат од други градови да ме гледат, па потоа стануваме големи пријатели, значи блиски, но можам да кажам дека има Добри луѓе кои ти луѓе помагаат во реализација на твоите проекти. кои стоеле зад мене во разни мои проекти, концерти, спотови, песни, кои на некој начин сакале на полесен начин да можам да ги реализирам тие мои работи. Едни од тие се господинот Славе, од фабриката Ким газата Славе, газата на Бовин Кири Богенски, кои несебично стојат за мене секогаш и ја им благодарам од срце. Добро е такви луѓе да постојат и постојат таков и вашиот градоначалник на Кавадарци, Да, Митко господинот Митко Јанчев. Јанчев, тој многу помага на луѓето, не само воопшто на луѓето, затоа Кавадарци е Кавадарци како што е Кавадарци. Така е. Значи, такви луѓе треба да постојат и тоа е многу добро. Значи, како кажа ти пред малку, разговаравме, подарувањето е голема работа, те прави не само среќен ти што му подаруваш нешто, што му помогаш, него самиот те прави среќен дека си направил добро дело. Така е. Ние имаме исто така наши пријатели, поддржувачи на Trend Life, кои секогаш се грижат за нас. Еден од нив е и фирмата Pulled Food, која ги прави овие прекрасни круасани, па затоа еве не дојдовме со празни раце, ти донесовме Да ти кажам нешто вака сега, значи вака. Не ми дават да го јадам многу. Не ти даваат. Не ми дават, Тој е познатиот ама круасан шейк. Јас знам да си... Да се скриеш и да јадеш. Еј, што правиш ма? Круасанче, насабајде. Со млекце. Да, со млекце. Тоа се вика француски поедок. Да. Ете, шейк, круасанот ќе Фала ти ви се најде. фала ви за круасаните. Да, иначе да ги поздравиме сите наши пријатели кои несебично се секогаш тука со нас, а нивните тие компании, нивните рекламни спотови ги гледате и во самата емисија. Тие се нашите верни поддржувачи кои секогаш се трудат оваа емисија да биде убава и гледана за да опстои толку време. Веќе 3 години скоро постоиме и ги опфаќаме животните стилови на познанство. Данче, многу ти благодарам, што ете ние денеска после толку време најдовме време баш да се измуабетиме убаво. Да. Да кажеме се како Ѓоко Ѓорчев живеел сето тоа, целата моја животна кариера и мојот живот во еден период, во еден термин од саат време,
да го кажем во една скратена верзија на вашите гледачи на КТВ. Јас многу пати, одма да кажем, дека настапувам во Квадраци, во Моклиште, значи еве сега наскоро и во Бриони и во други разни убави ресторани. Верувам дека оваа година ќе настапувам и понатаму таму. И сакам да ги поздравам сите гледачи на КТВ. Да, и гледачите на Тренд Лайф. Каде и да се, на Тренд Лайф емисијата, на твојата емисија. Слушам дека КТВ има голем обсек на гледачи. Значи тоа се Неготино, Кавадарци, Велес, Градско, Демократија, Росома, Лозово, Чашка, многу луѓе. Николе. Би сакал на сите луѓе многу здравје, многу среќа, многу успех во животот, најмногу здравје. Тебе посебно исто. Ете, на господинот камерман исто и нему здравје, неговата фамилија. Што повеќе вакви емисии, дајте му на луѓе што пруžите му радост, среќа, убави моменти. Тоа му треба на овој народ. Фала ви на се. Ти благодарам и јас уште еднаш што конечно најдовме време да се снимаме. Драги наши гледачи, тука некаде и ќе се одјавиме од ова наше издание на емисијата Тренд Лайф. Јас сум сигурна дека уживавте заедно со мене и со Ѓоко Ѓорчев. Очекувајте нови емисии и здравје Боже да се гледаме за убави работи. Поздрав и секој добро.